Македонија и земјите од Западен Балкан не се товар за капацитетот на Европската унија да прими нови членки, вели претседателката Силјановска Давкова прашана за истражувањето на Шведскиот институт за европски и политички истражувања СИЕПС, според кое приемот на нови членки би го променил соодносот на силите во унијата. Македонија, како што кажа таа, има поминато многу на евроинтегративниот пат, а како доказ за тоа ги наведе позитивните извештаи на Европската комисија низ годините. Според неа, логично е земјите кои имаат долг стаж на преговори со унијата да бидат најподготвени за членство и оцени дека суверено право на земјава е да биде таму каде што секогаш политички, историски и културолошки припаѓала. Ние не сме товар за апсорбциониот капацитет на Европската унија. Дури и сите заедно. Држава како Украина, а на неа која додадеме ЕУ, тогаш односот на силите, говориме за процесот на одлучување, бидејќи нели во Европскиот парламент се тргнува од бројот на жителите во државите, може да го смени. Анализата на Шведскиот институт прави проценка на ефектите од 3 можни сценарија за проширување на Европската унија врз рамнотежата на моќта меѓу земјите членки. Првото се однесува на прием на Украина, Молдавија и Грузија, второто на земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, а третото кога сите заедно би станале членки. Според документот, сите 3 сценарија ја зголемуваат важноста на помалите земји во процесот на носење одлуки и во соодносот на силите со поголемите држави. Во таква унија, како што се наведува, трите најнаселени земји, Германија, Франција и Италија, би загубиле својата моќ во Советот, а посткомунистичките држави би биле мнозинство во блокот. Идните проширувања ќе го зголемат притисокот да се напушти едногласноста во Европскиот совет, особено во делот на надворешни и безбедносни прашања. Сепак, значајни реформи за носење на одлуки во советот ќе зависат од понудата кон помалите земји, како прилагодување на условите за да се постигне квалификувано мнозинство, вклучување на услови за супермнозинство или овозможување на поинаква интеграција. Токму за темата за проширувањето ќе се разговара на средината на месецов, кога во Македонија доаѓаат претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта и високата претставничка за надворешна политика на унијата Каја Калас.